Последните избори испратија порака и до нивниот коалиционен партнер Демократската унија за интеграција. Тие добија порака од народот и албанците дека доста беше политиканство и злоупотреба на етничките теми за лични интереси и богатини. И овој резултат се случи затоа што тие не разбра дека додека се занимаваат со орли, јастреби и зајци, народот е уморен од чекање за подобар живот. Живот што граѓаните 20 и повеќе години не го добија со таа политичка партија. Го чув и нивното барање за предвремени парламентарни избори. Тие се надеваат на тоа за да се спречи падот што евидентно го имаат, а таа удолница што ја фатија е поголема од она што се оди од стража на кај Зајас. Сите оние што се надеваат дека со етноцентрични теми ќе добијат нешто во политиката, нека го видат и нека научат од примерот и падот на Демократската унија за интеграција и ќе разберат на што мислам. И тоа е добра лекција за некои други политичари на македонската политичка сцена, кои мора да разберат дека за да бидеме коалициони партнери, треба да сме подготвени да се обединиме и да поддржиме вредности, а не да се поделиме за етнички теми и прашања низ призмата на шовинизам и слични етнички процедурални разлики. Ако е тоа така, тогаш апсолутно не ја гледам разликата помеѓу нив и Али од Зајас, кого сакаат да го заменат. Не треба луѓето да се третираат како контингенти гласови кои може човек да ги насочи. И тоа е погрешно. Луѓето треба да се третираат како луѓе со човечки судбини кои сакаат подобар живот и кои треба да гласаат по сопствено убедување. Сакам да кажам дека ниту еден од нас не ги има гласовите во својот джеп и дека поддршката треба да се гради со обединување околу вредности, а не низ призмата на етничка припадност и разлики. Се поинаку од ова, сметам дека е погрешно. Во тој контекст треба да се прифати дека поедини градоначалници стана градоначалници поради волјата и поддршката на македонците, која не треба да се дозволи да ја изневерат. Секој чекор, повторувам, секој чекор има акција и реакција. А јас секогаш ќе се однесувам така, како што е најдобро за граѓаните и државата.